Почитувани представници на медиумите, спортот во Република Македонија не бил на толку ниско равниште. Процентот на млади кои спортуваат е паднал на рекордни 2% од вкупната популација. Катастрофа. Владата на премиерот во заминување Груевски популистички и напразно потроши милиони суми на реклами за градење празни спортски сали и смешни експерименти од типот на хокејарски игралишта и скијачки скокалници. Објектите со кои располага јавното предпријатие за спортски објекти се користат како магазини, хангари и приватни бизниси. Почитувани сограѓани, спортот во нашиот град е во тотален колапс. Спортската икона, брендот и гордоста на најфудбалскиот град, фудбалскиот клуб Победа, го допира дното под некое друго име кое за нас е неприфатливо. Машкиот ракометен клуб, символ на традиција и успеси, клуб кој во своите редови секогаш имал дузина репрезентативци, повеќе не постои. Не иритира индолентноста и лицемерието на градоначалникот и локалната самоуправа, наместо да ги згрижува и социализира најмладите и потенцијални спортисти на Прилеп, градоначалникот е преоптеретен со популизам и хортикултура. Од друга страна, замислете градоначалникот Ристевски е заменик председател на Одбојкарската федерација на Македонија, а Одбојкарскиот клуб 11 октомври од Прилеп згасна. Кошаркарскиот клуб Ултимет Баскет веќе е во заборав. Нашиот градоначалник е член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија, а прилепчани одамна не гледале прволигашки фудбал. Добро е што еве пред неколку дена фудбалскиот клуб 11 октомври од нашиот град се промовира во нов прволигаш и сето тоа благодарение на ентузијазмот и љубовта кон спортот на една прилепска компанија. Искрено им честитаме и им посакуваме уште многу спортски успеси. Го замолуваме господинот Ристевски да се обрати кај неговиот колега од Струмица и да научи како еден градоначалник треба да го негува спортот во сопствениот град. Господинот Зоран Заев, иако во опозиција, го најде моделот на финансирање на струмичките спортски клубови, откажувајќи се од дел на градскиот буџет. Новата влада на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија после 5 јуни ќе обезбеди посебна ставка во буџетот за спортските гиганти на Република Македонија и преку блок дотации до општините каде екзистираат големите спортски клубови ќе обезбедува финансиски средства за нивно функционирање. Овој проект ќе биде реализиран во соработка со локалните самоуправи, националните спортски федерации и спортските здруженија. Некогашните спортски гордости повторно ќе станат врвни спортски клубови. После 5 јуни, новата влада на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија ќе ги зголеми финансиските средства за спорт за 10 пати повеќе од досегашното ниво. Агенцијата за млади и спорт нема да биде градежна фирма, туку мотор за промоција на врвниот и масовен спорт во државата и странство. И најбитно, ќе го донесиме законот за спорт и соодветниот закон за донации и спонзорства. Ќе му лесниме на фирмите да инвестираат во спортот. После 5 јуни, председатели на спортските федерации и на клубовите нема да бидат политичарите, ниту пак ќе стопанисуваат со спортските објекти. Спортот ќе му го вратиме на спортистите и на вистинските љубители. Ви благодарам.